Царството Македонија е античка држава и она што сега е македонскиот регион во северна Грција, која е основана во средината на 7 век пред нашата ера. Македонија станала вазална држава на Ахемендиската империја на античка Персија за време на владењето на Минта I Македонски од 547 до 498 година пред нашата ера и неговиот син Александар I Македонски од 498 до 454 година пред нашата ера. Пердика II Македонски во 1454 до 1413 година директно се вклучил во Пелопонеската војна помеѓу класична Атина и Спарта, менувајќи го својот сојуз од еден град во држава, додека се обидувал да ја задржи македонската контрола над полуостровот Халкидика. Неговото владење било обележено и со конфликти и привремени сојузи со тракискиот владетел Ситалкис од кралството Одрисија. Тој на крајот склучил мир со Атина, која склучила сојуз со Македонија, кој се префрлил во владење на Архилај I Македонски во 1413 до 399 година пред нашата ера. Неговото владење донело мир, стабилност и финансиска сигурност во Македонското царство, но сепак неговиот атентат, можеби од кралска страна, го остави кралството во опасност и конфликт. Владењето на катастрофалните инвазии од страна на двајца илирски владетели, Бардулис од Дардани и Салцидијан во градот и држава на Олинтос, од кои и двете беа поразени со помош на странски сили, Александар II од 370 до 368 година пред нашата ера ја нападнал Тесалија, но не успел да ја задржи Лариса, која била заземена од Пелопоида од Тева. Тој склучил мир со Македонија под услов да ги предаде благородните заложници, вклучувајќи го и идниот крал Филип II Македонски во 359 година до 336 година пред нашата ера. Филип II дошол на власт кога неговиот постар брат Пердика III Македонски во 368 година до 359 година пред нашата ера бил поразен и убиен во битката од силите на Бардилис. Со употреба на вешта дипломатија Филип II успел да склучи мир со илирите, гракиците, пајонците и атињаните, кои му се заканувале на неговите граници. Ова му возможило драматично да ја реформира античката македонска војска, воспоставувајќи ја македонската фаланга, која би се кажала клучна за успехот на неговото кралство во подчинување на Грција со исклучок на Спарта. Тој постепено ја зајакнал својата политичка моќ со формирање на брачни сојузи со странски сили, уништувајќи ги Халкидиската лига во Олинтската војна од 349 до 348 година пред нашата ера и станува избран член на Тесалиската амфиктионска лига за неговата улога во поразот на Фокида во Третата светска војна од 356 година до 346 година пред нашата ера. По македонската победа од коалицијата предводена од Атина и Теба во битката при Херонија во 338 година пред нашата ера Филип ја освоил лигата на Коринт и бил избран за нејзин хегемон во очекување да командува со обединетата грчка инвазија над Ахеменданската империја под македонска хегемонија, меѓутоа кога бил
Филип II убиен и оддаден од неговите телохранители, тој бил наследен од неговиот син Александар III, попознат како Александар Македонски, 336 година до 323 година пред нашата ера. Како нападнал Ахемендискиот Египет и Азија и ги соборил владењето на Дарий III, кој бил принуден да побегне во Бактрија, сегашен Афганистан, каде што бил убиен од неговите роднини, Бесос. Кој претендент на тронот на крајот беше погубен од Александар. Александар на крајот подлегна на непозната болест на 30 годишна возраст, чија смрт доведе до поделба на Вавилон од страна на неговите поранешни генерали. Једосите, меѓу кои главен Антипатар, реген на Александар IV Македонски од 323 до 309 година, овој настан ги доведе хеленистичките периоди во Западна Азија и Медитеранскиот свет до формирање на кралство на Птоломеите, Селевкидите и Атлантидите на поранешни територии на царството на Александар. Македонија продолжила својата улога како доминантна државна хеленистичка Грција, но низиниот авторитет станал намален поради граѓанските војни помеѓу Атлантидската и зародишната династија на Антигониди. По преживеаните инвазии од страна на Пир од Епир и Лизимах Селвак, први Никатур од клетските Галатјани, Македонија купуваат на Антигон II Македонски можеше да се одбрани од Атините почини. Морскиот напад на Птоломејски Египет во Хермоидската војна, меѓутоа бунтот на Арат од Сикиново довело до формирање на Хајлската лига, која се покажала како вечен проблем за амбициите на македонските кралеви во континуитет и континентална Грција. Македонската моќ доживеала оживување под Антигон III Досој од 229 година до 221 година пред нашата ера, кој ги поразил спартанците под водство на Клемеон III во Клиоменската војна. Иако Филип V Македонски во 221 година до 179 година пред нашата ера успел да ја победи Етолската лига во социјалната војна, неговите обиди да ја проектира македонската моќ во Адранското море, формирањето на македонско-картигонскиот договор со Ханибал ја вознемирил Римската република, која ја објавила коалицијата на грчките градови и држави да ја нападне Македонија, додека Рим се фокусираше на поразувањето на Ханибал во Италија. Рим на крајот победил во првата војна 214 до 205 година пред нашата ера и во втората македонска војна против Филип V, кој исто така бил поразен во Критската војна. Од коалицијата предводена од Родос, Македонија беше принудена да се откаже од своите имоти во Грција надвор од територијата на Македонија. Додека третата македонска војна од 171 до 168 година пред нашата ера успеа во целосно соборување на монархијата, пошто Рим ги ставил Перси и Македонски во домашен притвор и основал 4 клиентни држави и републики во Македонија. Во обид да го отврати бунтот во Македонија, Рим воведе строги услови во овие држави, кои ги ограничија нивниот економски раст, интерактивност, но сепак Андрискус, претендент за тронот кој тврди дека потекнува Антигонидите, накратко ја оживала македонската монархија за време на Четвртата македонска војна.
во 150 година до 148 година пред нашата ера. Пред нашата ера неговите сили биле уништени во втората битка кај Пидна од римскиот генерал Квинт Кецилий-Телус Македоникус, што доведе до формирање на римската провинција Македонија и почетниот период на римска Грција. Рана историја, вклучувајќи во класичниот грчки свет, подемот на Македонија, империја, хеленистичка ера, конфликт со Рим, исто така видни референции, извори по натамошно читање на дворешни врски во врската со македонската држава, сите биле подчинети и вратени во својата нормална држава.